Почитувани, добар ден. Гостин во неделното интервју на Радио Слободна Европа е поранишниот председател на Врховниот суд, господинот Тане Илиев. Господин Илиев, како ја оценувате стратегијата на владата за реформи во судството? Ако се бара да јас дадам оценка по она што имам сознание од средства за информирање и некои пресконференции на луѓе кои се членови на комисија за реформи и изјави на министерот за правда, во некои сегменти кои беа оценка и во Брисел, реформата испаѓа непотребна. Во некои сегменти е значното површински што треба да се реформира, но суштински немам конкретни сознанија што ќе носи тоа. Ја слушав излагањето на господја Данева од Правниот факултет, и да ви кажам, право не бев во состојба да разграничам, да сатам што намера има да реформираат, кои се правците на реформата и така натаму, така да дефинитивно оценка на таа стратегија не можам да дадам, освен на некои делови кои што сметам дека се начнати, а нема правци кон остварување на истата. Кои се според вас клучните сегменти во кои што треба да се делува за да се врати владењето на правото во земјава? Па, кои се... Тоа е пошироко прашање, односно поширока област. Мора да се тргне од детектирачките фактори кои го загрозуваат владењето на правото, односно кои го доведува судството на ово делижа. Тоа се носителите, односно оние што најтреба се грижат за независно, тоа е судскиот совет. Овој судски совет, како таков, покажа. Од првиот момент, јас имам изјава, од првиот состав, дека тој е монструм, дека тој не води сметка за она за што е основан. Иако има покажување на тогашните кои портка власт, не знам кои беа, дека се брза со тоа, дека не е така едноставно да се воведе таков систем. Не се послуша, се воведе и од самиот почеток позицијата на политичко влијание во изборот на судиите и нивниот статус се наметна со присуство на министер, со присуство на кадри кои не беа за судскиот совет, со проблематични избори на кадрите од тогашниот првиот и судски совет, со негово конституирање во недоволен број, немаше број избрани на членови и така натаму. Сето тоа се провлекува до денешната состојба со тој судски совет во кој луѓето не знаат што работа таму, не знаат зошто се таму, освен да спроведуваат некои политички влијанија, односно избори кои не соодветствуваат на потребата на судството. Го спомнавте судскиот совет. Како го толкувате ставот на председателот на Советот Караджовски дека не се злоупотребувале системите, односно дека не се делеле предмети кај подобни суди, а и воедно е ставот на господинот Панчевски дека е последниот бастион на правдата во Македонија? Па не знам од кој суд доаѓа Караджовски. Заборавил дека бил суд. Веројатно во судот во кој што работел. И прашање дали има аквис. Мислам дека тој не е компетентен за такви изјави. Тој нема увид во работењето со аквисот и работење со предметите и дека таа изјава негова е избрзана. Мислам дека е одбрамбена. А одбрамбените изјави секогаш се опасни, бидејќи за да ги докажете треба да имате цврсти аргументи и докази дека тоа што се тврди не е така. Во случајот изјавата ја оценувам како една одбрамбена изјава во делот на судскиот совет, односно во делот на неизвршување на нивните компетентни надлежности во поглед на судството. На тоа се надоврзува и изјавите на поранешниот председател на Кривичниот суд и така натаму. Сето тоа е еден систем затворен во кој еден човек ја диригира целата работа. Тоа е познат на јавноста, ќе го детектирате, одговорноста е негова најголема, а во тоа не се одделува одговорноста и на јавното обвинителство, одделот на следењето на тоа како се прави. Оти делењето и правењето на предметите во овие случаи кои се познати не одело без знаење на јавното обвинителство. Тоа да бидете сигурни 100%. Во извештајот на ПРИБЕ е наведено дека одредени суди земале боледување за да
одбегнат чувствителни предмети да се паднат во нивна надлежност, а од друга страна во него е конкретно посочено дека македонското судство е заложник на десетина моќни суди. Како да се ослободи судството од политичките канџи, па и од притисоците? Да, констатацијата е точна, но тоа може да се надмине со изборот на судите и реорганизација на судството. Не може председател да ви каже вие денес ќе работите кривично, утре ќе работите непрекршно. Вас ќе ве изберат со сите потребни услови и оценки дека сте компетентни да бидете судија на кривична материја и не може да ве менува некој друг. Затоа сум се залагал од први. Пак имате судии кои се сакаат да работат граѓанска материја, судии кои сакаат да работат стопанска материја и ќе такви судови ќе имат. И тие ќе си конкурираат, ќе учествуваат и бидат избрани за судии од таа материја. И нема што преседателот сега да ви каже вие денеска ќе работите ова, па сте му поќев, па утре ќе работите ова. Тоа се злоупотреби на позицијата на преседател. Сега гледате како состојба имаме со корупцијата. И сега вие ќе донесете во пораспоред судија, ако сакате тоа да го заглавите, судија кој што работел 20 години прекршоци или сообраќајни прекршоци и ќе го донесете во организиран криминал и ќе кажете да, па не може сега, ја водам сметка за секој судија, за неговата кариера, за неговата склоност и така натаму. Тоа треба да се менува. Системот, организација треба да се мени. Тоа е едниот проблем со судството. Вториот е управниот дел на судството. Да се створи еден ред да секој граѓанин знае кај и кој суд ќе му одлучува. Тоа е исто во управниот суд, исто распорите таму ги прави председателот да со денеска ќе работите национализација, утре ќе работите здравство. Како ќе се специализирате, како ќе видите ќе одите напред. Затоа нужна реформи. А овие сегменти се мали, се менуваат со обични мнозинство на законите. Управен суд, па уште и жалбен суд. Знаете како бе против многу тоа, но тогашниот министер, тогашната власт направија управен суд во кој гледате кои се во висшиот управен суд. Тие што биле шефови на кабинети, на некои си се слушаат кои се и така. Опозицијата сега обвинува дека новата власт ја зема под закрила судската власт за да врши селективна правда. Од друга страна, од преслушуваните разговори од пред некоја година слушнавме како одредени предмети и правдата се делела според познатото тефтерче во јавноста. Како може да се заштитиме, односно како може да се гарантира дека новата власт нема да има свое ново тефтерче? Па за да се избегне констатацијата дека една заробена држава да не се замени со друга, потребни се токму овие реформи. И таа работа треба да се свати дека судската власт е една од најбитните. Без незе овие други две власти со законодавната и извршната носат ова. Ова состојба е состојба во која судска власт, така речи, ја немаме, бидејќи не можеме да се ослониме на судови кои се безбедни, прифатени, да ги штитат нашите права. Секогаш се соочуваме со проблеми кои е пред малку зборуваме. Затоа е потребно да се воведат и други мерки, да се блокира влијанието на извршната власт. Извршната власт ќе остане во јавното обвинителство. Не можете јавното обвинителство, тука се потребни промени, нов закон за јавно обвинителство, нов закон за кривична постапка. Овој закон за кривична постапка што е донесен специјално за да се случи ова, пазите. Тој закон се измени и луѓето кои го изменија се на високи, дори и суди на меѓународни судови, без никаква анализа. Пазите, 600 судии не може да се справат со таков ЗКП, 150 обвинители можеле. Ни простор, ни услови, ни финанси, ни ништо се влезе во таква примена на закон за кривична постапка, еден од најважните закони за реформирање и состојбата е таа, вие ќе чекате одговор, се води предистражна постапка и чекајте ја до никогаш нема да се знаете се водила што, кој, како и така. Потоа тука реформа мора да следи во делот на Министерството за внатрешни работи, посебно во делот на Управата за
безбедност и контактно знаење. Тој дел мора да се одвои. Тоа од секојаш 70-80 години не е пипнат, тоа е држава во држава, не е една држава во држава, 10 држави во држава. Така да за комплетните ваши права на граѓаните ништо не можело да се промени, нити се пипне без да се помине преку тој орган. Затоа реформите се тешки, но мора да се има и луѓе и одлучност во носењето на актите кои се потребни да се правно заобличи еден систем кој ќе спречи. Кај нас е 26 години најголем проблем политичкото влијание, односно политичката зависност на судството од извршната власт. Ви благодарам за разговорот. Да. Вам, почитувани, ви благодарам што го следевте неделното интервју. До гледање.